Брера Струмица, Вардар, Струга Тримлум и Шкендија патуваат во полуфиналето од Купот на Македонија. Брера Струмица во регуларниот дел одигра 1-1 со второлигашот Арсими кој играше историско четвртфинале, а во пенал серијата прволигашот беше подобар. Во Радовиш исто така второлигашот Детонит Плачковица играше историско четвртфинале и загуби од прволигашот Шкендија со минимални 0-1. Струга со минимални 1-0 славеше против Гостивар, а исто така и Вардар со 1-0 беше подобар од Силекс. Прволигашот Речица ги заврши подготовките во Охрид, каде се тестираше со второлигашот Биледен Извори пред почетокот на пролетниот дел во првата женска фудбалска лига закажан за викендот. Речица втори дел од сезоната го отвора против АС Юнајтед од Струга на домашен терен. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија одржа седница, а на која беше донесена одлука за започнување постапка за формирање на арбитражен суд во рамки на ФФМ. Целта на арбитражниот суд е да обезбеди ефикасно и брзо решавање на спорови настанати помеѓу фудбалските чинители, клубови, фудбалери и тренери. Шампионот Струга Тремлум ќе има нов тренер. На тренерското столче седнува Илчо Ѓоргиевски, откако Кјатје Посмане си поднесе оставка после поразот од Вардар, а тимот денес во купот против Гостивар го водеше Меритон Гега како привремено решение. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.